Денес се наоѓаме пред модуларната болница, која што е сместена во кругот на нашата установа и е комплетно завршена. Во текот на вчерашниот ден направивме технички прием од страна на Министерството за здравство и од страна на Министерството за труд и социјална политика. Капацитетот на оваа модуларна единица е 35 болнички кревети и е наменета за хоспитализирање на ковид пациенти. Моменталната состојба во нашата болница е дека во овој момент се хоспитализирани 50 пациенти и се во стабилна општа состојба. Морам да напоменам дека 2/3 се од Кавадарци, а 1/3 е од се пациенти од Неготино. Возрастната група на овие пациенти се движи од 17 години до 84 годишна возраст. Заради тоа што и сами знаете дека во текот на минатите денови е зголемен бројот на заразени пациенти со COVID-19, тоа се должи и предпоставуваме дека е веќе присутен британскиот сој во нашите две општини, значи во Кавадарци и во Неготино. Единствена разлика од овој сој е затоа што има поголема преносливост и побрзо се шири меѓу населението. Меѓутоа, досега не утврдивме разлика во клиничката слика кај пациентите. Клиничката слика е иста. Ние одговоривме на тој начин од нашата установа што сметавме дека треба да го зголемиме бројот на тестирање кај населението и тоа го направивме. Тестираме на два пункта. Едниот пункт се наоѓа во така наречената стара лабораторија во здравствениот дом и таму пациентите можат да закажат преку мој термин и на дневна основа се тестираат закажани 30 пациенти, додека сите останати ги тестираме, а верувајте не е мал бројот, ги тестираме во нашата инфективна амбуланта. Заради тоа, инфективната амбуланта работи во две смени, односно и останува и покасно, со персонал од 4 доктори и 4 медицински сестри и во текот и на викенди, се со цел да одговориме на овој зголемен број на позитивни пациенти. Со тоа правиме двоен позитивен ефект. Од една страна ги откриваме побрзо позитивните пациенти, воедно ги изолираме, меѓутоа и веднаш ги лекуваме. Вториот позитивен ефект е тоа што на тој начин се разлабавува притискот врз капацитетот кој што го имаме во нашата болница. Меѓутоа, колку и да се разлабавува сега тој капацитет, јас ви кажав, нашиот капацитет е 60 болнички кревети, ние во моментов имаме 50 хоспитализирани пациенти. Состојбата би рекол дека е сериозна и поради тоа, во текот на вчерашниот ден одржавме состанок на комисија за интрахоспитални инфекции во проширен состав на кој што присуствуваа и раководителите на двете ковид одделенија. Го донесовме следниот заклучок. Доколку бројките го надминат нашиот капацитет, значи во тој момент, кога капацитетот ќе биде загрозен на двете ковид одделенија, ковид А и ковид Б, ние донесовме одлука да се формира ковид В одделение, тоа е ова, во модуларната болница, и на тој начин да не дозволиме ни еден наш пациент да остане незгрижен. Дали е тоа лесно? Верувајте, не е лесно, затоа што бара многу кадровски потенцијал. Меѓутоа, брзо се прегрупиравме, направивме распоред на дополнителен персонал кој што ќе работи и во третото ковид одделение и верувајте дека ако треба не на втора, на трета вече, меѓутоа и на втора вече ќе дежураме само за да обезбедиме кадар кој што може да работи со ковид пациенти. Затоа што во овој момент работат од 90 до 100 доктори, медицински сестри, болничари, хигиеничари, се она што е активирано во ковид одделенијата. А воедно пак сакаме и останатите оддели да работат непречено. Затоа кажав дека работата е сериозна. Ние нема друго што да правиме, ние сме професионалци и ние мораме да го одбриеме овој наплив на пациенти кои што го очекуваме да дојде. Затоа сакам не само оваа прилика да ја искористам, него и сите наредни прилики ќе ги користам
да изразаме на огромна благодарност до сите здравствени работници кои што работат во нашата установа за покажаното високо ниво на професионалност и пожртвуваност во борбата против оваа болест. А истовремено ги повикувам да истраат во истата. Верувајте, не е лесно, за нас не е лесно, затоа што и ова и долго трае, меѓутоа секој ден наоѓаме причина повеќе да им помогнеме на нашите пациенти. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.